Почитувани гледачи, утринава ја започнуваме со разговор. Наш гостин е подпредседателот на Собранието, на Македонското собрание, господинот Горан Мисовски. Значи ќе говориме за функционирањето на Собранието во ова предизборие. Добро утро, господине. Добро утро, господине Љубиша. Ви благодарам на поканата. Со задоволство сум гостин во вашето студио. Поздрав до вашите гледачи и председател на Нова социјалдемократска партија. Така, и председател на Нова социјалдемократска партија. Ќе говориме и за тоа. Сега да почнеме околу Собранието. Бидејќи сега се избра техничката влада, председателот на Собранието стана премиер. Како сега функционира Собранието, бидејќи техничка влада да, но Собранието работи во полн капацитет, предпоставувам. Одличен и што значи тоа, како е соработено? Одличен председател на Собранието, господин Талат Џафери. Убеден сум дека ќе биде одличен премиер, без разлика дали мандатот ќе биде 100 или 150 дена. На негово место доаѓа исто така одличен координатор на пратеничката група од парламентарното мнозинство, за кој што исто така сум убеден дека ќе биде одличен председател на Собранието. Добра, соработката сега со влада дали функционира, значи дали има закони, дали ќе бидејќи велат улогата на техничката влада е само подготовка за изборите. Тоа е точно, улогата на техничката влада е да ги подготви изборите, но Собранието функционира во полна кондиција. Во текот на вчерашниот ден добивме најмалку десетина закони кои што председател на Собранието согласно деловникот ќе ги стави во собраниска процедура. Инаку праксата секогаш била, а и тоа е деловничка обврска, новиот председател на Собранието се обрати до владата и владата на седницата во вторник се изјасни дека сите законски проекти кои што се во процедура во Собранието останува позадини, така да нормално ќе тече процедурата и носењето на законите, комисиската расправа. Веќе на 7 е закажана нова седница на која што ќе има повеќе од 20 на 30 законски проекти, така да Собранието функционира во полн капацитет, онака како што е пропишано согласно уставот и согласно деловникот. Ова ме прашувам од аспект на тоа што во коментарите се нагласуваше само тој дел на улогата за подготовка на изборите, но и новиот премиер, техничкиот Талат Џафери, рече дека да, но владата ќе си функционира во континуитет со програмата што претходно беше утврдена, што значи дека се што е проблематично во државата ќе се решава и дека закони во Собранието ќе продолжи да се точно таква била праксата во минатиот период. Јас сум подолг период пратеник, така било секогаш кога се бирала техничката влада во изминат период од 2016 година, практично тоа е пржинска влада, но во делот и начинот на изборот е исто како да се бира, како и секоја друга влада. Така да Собранието ќе работи во полн капацитет, освен што имаме принципиелно, тоа е договор помеѓу власта и опозицијата, така секогаш било. Традиционално, кога ќе отпочне кампањата, за да не се злоупотребува собраниската говорница, тогаш во тој период Собранието нема да функционира и нема да работи. Тоа значи дека Собранието со полн капацитет ќе работи до некаде 4 април, кога почнува кампањата за избор на председател на државата. До 4 април. 4 април, да. Добро, кога очекувате? Значи некаде од прилика, мислам дека заклучно со последниот ден во март би работело Собранието. Така, а кога очекувате да бидат распишани изборите? Па по она што јас го имам како информација, председателот Јован Митрски тоа би го направил на 14 февруари. Така. Тоа се тие законски термини за кои што треба да се спои изборниот процес. Вториот круг председателски избори и парламентарните, тоа е 8 мај. Рековте дека веќе вчера имате добиено 10 закони од владата, но има и некои кои се приоритетни, има нешто што е останало и претходно, веројатно што. Неверојатно, не сигурно што треба да се реши, кои што се важни. Деловникот не препознава приоритетните закони, туку имате процедура. Закони кои што се влезени во редовна постапка, закони кои што се влезени во скратена постапка и се она што исполнува деловничка можност ќе помине помеѓу во собранискиот филтер на комисиските расправи, ќе оди на пленарна седница. Предпоставувам, сега тоа е моја предпоставка, за тоа е секако надлежност на собранието и секако на координација тоа ќе го договараме, но очекувам до отпочнување на изборната кампања помеѓу 3 и 5 седмици дека ќе имаме сигурно. Да го завршиме целиот оној процес на процедура деловничка во делот на оние законски проекти кои што се веќе во процедура. Споменавте координација, но се покажа дека ВМРО ДПМН не присуствуваше на координација. За жал не присуствуваше повторно. Како ќе функционира тоа во иднина, како очекувате? Добро, одлуката на ВМРО ДПМН да не учества на координација е политичка одлука, но секако ние имаме
контакти со координаторот и со заменичките координатори на најголемата опозицијска партија на ВМРО-ДПМН, така да наоѓаме начини како да на некој начин и се договараме и процесите да течат онака како што сметаме дека треба да течат. Имаме комуникација непосредна, но формално на координациите не доаѓа координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Но за се тоа што ќе го договориме на координација ги информираме. Не доаѓаат ни подлого време ни представниците на така нареченото ЕСП, Европски сојуз за промени. Албанската опозиција, ако може така да, не доаѓаат на координација. Последните 2 или 3 координации воопшто не се појавуваат. Има ли тоа врска со пополнувањето на ДИК со членови, бидејќи тие бараат нивни представник да биде? Дали тоа ќе остане така, не пополнет ДИК, или ќе се реши на некој начин? Јас сум убеден, Љубеше, дека се работи само за формално барање. Од страна на мислам дека нешто посебно не инсистират, барем јас таков впечаток имам во јавноста, бидејќи јас тоа го кажав и на Комисијата за избор и именување, тоа го пренесо и некој од медиумите. Албанската опозиција во овој момент мислам дека не сака да дојде до избор на член на ДИК, кој што би бил евентуално пополнето местото од представник кој што тие го предлагаат, туку повеќе сакаат тензијата да држат во јавноста, заради тоа што гледате дека на сите пресконференции кои што ги држеа во минатиот период, нападот беше кон Талат Џафери и ништо повеќе. И веројатно зошто сум управо, ќе кажам уште еден пример. Не можете вие да го напаѓате Талат Џафери како претседател на собрание дека прави некакви обструкции, а на денот кога се бира за премиер на владата, воопшто никој од пратеничката група да не биде присутен и да не побара збор. А имаше шанса, на јавна сцена пред нивните гласачи, точно на изборот на новиот премиер Талат Џафери да му го кажат тоа на говорница во очи дали бил во право или не. Јас тврдам дека претседател Џафери, како поранешен претседател на собранието, ги испочитува сите и уставни деловнички одредби. Предлогот се наоѓа на Комисијата за избор и именување. Имаме 2 предлози од опозиција, од 2 опозицијски политички партии, и кога претседателката на комисијата ја отвори расправата, почна Филип Бастери меѓу себе да прават, а не да се обидат да обезбедат двотретинско мнозинство. Значи, не забораваме, изборот на ДИК се врши со двотретинско мнозинство. Веројатно си ја потврдувам тезата дека апсолутно не сакаат да се случи, туку сакаат повеќе да печелат одредени политички поени, ситни политички поени. Требаше до сега да направат еден круг на консултации со сите представници на политичките партии во парламентот за да се обезбеди двотретинско мнозинство. Ама тоа е малку нелогично, бидејќи тие многу типува дека е важен нивниот член во ДИК од сите аспекти, и политички и во време на вчера разговарав со претседателот на собранието, имаше и настап на една од телевизиите каде што потврди дека гарантира како претседател на собранието дека ако предлозите од Комисијата за избор и именување стигнат до претседателот на собранието, веднаш ќе ја закаже седницата и 2 предлога ќе ги стави на изјаснување. Но да бидам попрецизен, не во смисла на изјаснување да дојдеме до гласање, да не помине никој, туку да отпочнеме еден процес на консултации да видиме кој е најдоброто решение и сепак да го пополниме празното место во ДИК, за да нема никакви сомнежи дека изборниот процес ќе има некаков сомнителен тек, да кажеме условно. Можеби тие се плашат дека нема мнозинство, дека нема да помине па заради тоа. Тие се дел од нив искусни пратеници, знаат дека за изборот на член на ДИК е потребно двотретинско мнозинство. Помалку пропаганда, повеќе работа во помеѓу пратеничките групи да се обидеме да постигнеме консензус. Овака само пресконференција да ги користи за печалење на некакви ситни политички поени, мислам дека е некоректно. Јас тврдам и понатаму и во ваша емисија тврдам дека тие не сакаат да дојдат до избор. Па малку е чудно дори тоа што, да речеме, Изет Меджити во анкетите за работата на собранието беше последен кој што присуствувал и кој што учествувал во работата на собранието. Веројатно повеќе користи говорницата надвор од собранието, иако може и таму да настапува. Зошто не го користи, не знаеме. Токму за тоа и ви говорам. Значи, не можете, да ако го обвинувате поранешниот претседател дека го прекршил деловникот и не сакал да дозволи испразнетото место во ДИК да се пополни, ќе дојде на седница кога се бираше Талат Џафери за претседател на владата и тоа ќе може да го кажат и на него лично и како еден вид на обраќање кон граѓаните кои што ги поддржуваат, кон гласачите кои ги поддржуваат. Не сакаат да дојде до такво нешто.
Значи може да се случи да остане испразнето тоа. Па ако вака се однесуваат, не знам како ќе обезбедиме двотретинско мнозинство. Но тоа може после да се По трет користи пат за... велам дека треба да отпочнат консултации со политичките партии во собранието за да дојдеме до консензус. Рековте, функционира собранието и вчера имаше една комисија, беше избран членот на Уставниот суд, да. Но се повеќе се говори сега во последниве денови за изборниот законник. И тој бара консензус. Имаше две забелешки дека тајмингот, ако се носи многу доцна, се носи, требаше порано. И околу аспектот на финансирање на партиите, бидејќи ДИК процени дека изборниот циклус ќе чини околу 17 милиони евро, од кои што поголемиот дел отпаѓа на кампањите на партиите. Има ли една тенденција во партиите, барем ако не во собранието, да се најде некаква модус вивенди, да речеме, трошоците на граѓаните се намалат и нешто самите од тоа да... Носење на изборен законник на 3 месеци пред изборите, мислам дека ќе биде некоректно од наша страна. А бидејќи до сега, моето искуство говори дека изборниот законник секогаш се носел со консензус, мислам дека сега нема време, освен оние препораки кои што се повеќе технички, така, околу препораките на ОПСЕ и ОДИХР, се друго е, мислам дека многу тешко сега да успееме да го договориме. Значи, И ќе бидеме некоректни и кон граѓаните, и кон гласачите, и кон тие што го мониторираат процесот. Да, измени во изборниот законник во делот на препораките на ОПСЕ и ОДИХР и тука треба да запреме. Ништо повеќе. Но треба да се случат, веројатно, ако не сега во наредниот мандат и финансирањето, бидејќи има еден закон кој што е веќе треба да драг закон. размислуваме за промена на изборниот модел. Знаете дека имаше и таква иницијатива од помалите политички партии околу можноста да имаме една изборна единица, отворени листи, така да веројатно тој тип на разговори ќе ги префрлиме во следниот мандатен состав. Велам ќе ги префрлиме тие што ќе бидат партеници. Како оценувате досегашниот тек на работата на собранието? Имаше последни некакви и конфликтни ситуации. Вие токму тогаш председававте со седницата кога представниците на левица направија едно насилие, да кажем, во собранието. Знаете како од личен аспект некако така се случи да најтешките седници ми припадна јас да ги водам, па ако сакате и како председавач со комисијата за финансирање буџет таа 2012 година кога партијата ВМРО ДПМН организираше исфрлање на пратениците, па на вас новинарите, па имаше пресуда во судот за човекови права во Стразбург, па дојде црниот четврток, па ете и настанот оној кој што Апасиев и Крмов го приредија, не бил настан, мислам, еден ступиден потек кој што веројатно бил инспириран од коалициониот партнер ВМРО ДПМН и она што тоа се случуваше на црниот четврток, 27 април. Имаше, освен што беше делуваше насилнички, имаше и провокација кон вас лично, веројатно се очекуваше интервенција на обезбедувањето што би довело до очекувањето беше дека јас ќе го повикам обезбедувањето, тие требаше се представат како жртви. Јас бев поприлично смирен, знаев која ни е целта, знаев што сме се договориле, знаев дека 118 пратеници стојат позади таа одлука, се донесе новиот деловник кој што ќе важи од следниот мандат, да во еден момент еден од пратениците бидејќи виде дека не му успеа сценариото, тоа го има и на снимките бидејќи беше вклучен микрофонот, во еден момент повика ајде рече викнете ја полицијата зашто да не исфрли. Така да мислам погрешен потек и мислам дека господинот Апасиев како председател на политичката партија Левица е свесен дека направи грешка и дека тоа граѓаните не го одобруваат. Особено во Скопје, особено во поголемите градови. И еден период и двајцата пратеници од Левица едноставно ги снема, не доаѓа во парламентот и бидејќи направи погрешен потек, тоа и се покажа на последните анкети. Рейтингот на Левица се покажува за некаде околу 15-20% понизок од тоа што го има ја како рейтинг. Едноставно граѓаните не поддржуваат насилие. Тоа ми давте шлагват сега со анкетиве, актуелни се анкетите, ја не знам зошто, веројатно затоа што сите што ги прават сметаат дека граѓаните се поведуваат по оние за кои што се покажува дека водат на анкетите, иако не мора да значи дека на денот на изборите е главната одлука тоаш се решава, ништо не е се завршено. Како стои коалицијата во која сте член како председател на партијата
И дали се при крај преговорите внатре во коалицијата со ДУИ, со Алијанса за албанците за заеднички настапи и се уште не е решена таа дилема. За жал анкетите кои што во минатиот период, па и еден период малку и последните неколку изборни циклуси се покажа дека не се баш точни. Заради тоа што ако гледате неколку изборни процеси наназад, се појава секогаш една огромна бројка која што одбива да се изјасни како ќе гласа. Таа бројка се движи помеѓу 40 и 50%. Само за ќе направам една мала илустрација, на локалните избори за Маврово и Ростуше, сите анкети покажуваат дека ВМРО-ДПМН води во однос на коалицијата предводена од СДСМ 2:1, ама изборниот резултат или денот кога се случуваат изборите, тоа е најдобрата анкета. Тоаш практично ги го прегазивме ВМРО-ДПМН. Така да мислам дека анкетите не треба да бидат некаков репер и не се репер. Да, имам информации, ние некако политички субјект на Социјалдемократскиот сојуз знам дека интензивно прави анкети и визави анкетите кои што ги лиферува штабот на ВМРО-ДПМН не е баш така како што тоа тие велат. Мислам дека политиките кои што во континуитет ги промовираме преку законските решенија, тоа што владата го предлага во делот на економската криза, енергетската криза, социјалната политика, во делот на пензиите, минималната плата. Мислам дека граѓаните препознаваат прво дека ова парламентарно мнозинство и оваа влада и претходната влада која што беше предведена од Зоран Заев и како знае добро да се справи со криза која што не е увезена. Увезена економска криза, увезена инфлација, увезена енергетска криза, па да не беше храбрата одлука на премиерот во текот на ланската грејна сезона, ние скопјаните ќе останеме без парно грејење. Така да и претходниот председател, особено сегашниот, сега бивш премиер Димитар Ковачевски покажа исклучителна одлучност во делот на справување со економската и енергетската криза. Тоа граѓаните го препознаваат, но она што за мене е најважно, сепак на анкетите повторно се појавува една мала тенденција на зголемување на бројот на граѓани кои што и го поддржуваат нашето членство во Европската унија или го поддржуваат патот кон Европската унија. Така да секогаш анкетите и не покажуваат дека како резултат се преточуваат во изборниот процес. Најдобра анкета ќе биде изборниот процес, кампањата и секако денот на гласањето. Добро, сега ние сме во фаза, бидејќи еве јас колку што ги имам информациите, председателот на СДСМ господинот Ковачевски преговара со сите политички партии кои што го поддржуваат европскиот пат на Република Северна Македонија, визави коалицијата ВМРО-ДПМН и Левица кои што апсолутно бараат и сакаат да има статус кво, бидејќи нивната теза години наназад е колку е полошо во државата, толку е подобро за ВМРО-ДПМН. И ние тоа како искуство го имаме. Така да формирањето на тој Европски сојуз, некој велат фронт, јас повеќе сакам да говорам за Европски сојуз, мисламе дека е многу близко да се случи. Во кој што, ти го предпоставувам прашањето, во кој што би требале да партиципираат сите политички партии кои што се сега во владината коалиција. Да, но со ист презнак е и албанската опозиција, Европски сојуз за промени. Дали тоа значи дека и тие на некој начин можат, ако не директно на изборите, постизборно да ја поддржуваат идејата за продолжување на европскиот пат и за уставните промени како услов за Јас мислам дека сте апсолутно во право на сите нивни пресконференции. Тоа е втората тема која што ја обработуваат. Првата беше нели Талат Џафери. Јавно и јасно се изјаснуваат дека европскиот пат на Република Северна Македонија го поддржуваат. И дека апсолутно не би коалицирале со ниту една политичка партија која што ја нема европската агенда пред себе. Важни сега се говори за коалициите за време на изборите, но за формирање на влада битни се коалициите потоа. Каква ќе биде разликата и како ќе се влезе во изборниот процес се уште не знаеме, бидејќи имаше процекни дека е препорака веројатно и од странците и дека самите партии се огледуваат дека можеби е добро да се влезе заедно во тој процес, но ќе биде тешко да се договорат кој колку претеници ќе добие и веројатно ќе има различни барања и договарања и тука нема се лесно да се постигне. Пропорционалниот изборен модел прејудицира предизборни коалиции.
ова ќе биде најголемата предизборна коалиција по Европски сојуз. Не е спорно за поделбата на местата, секогаш може да се договорите. Битна е целта. А целта е, видите, ако ја имате целта и ако знаете кон што се стремите, а тоа е европскиот пат, европската иднина на граѓаните, европската иднина на државата, полноправно за членство во Европската унија, мислам дека лесно ќе се договориме. Самиот изборен процес, особено во пропорционален изборен модел, упатува на тоа дека се работи за математичка операција. Затоа постои таа Донтова формула за доделување на мандати и не се случило, Љубише, никаде во светот, каде што имало такви изборни модели, политички субјект, во конкретниот случај ВМРО-ДПМН, кој што има 3 или 4 коалициони партнери, да победи сојуз на партии од, мислам дека бројката ќе биде повеќе од 30. Невозможно е. Значи, невозможно е 4 партии да победат други 30 партии. Така да, апсолутно јас немам дилема. Победата е известна на Европскиот фронт, Европскиот сојуз, и тоа на анкетите кои што гледам и кои што ги прават во Социјалдемократскиот сојуз покажува поприлично добар резултат. Или добра разлика на денот кога ќе се објават изборните резултати. Зошто Социјалдемократскиот сојуз и вашата базична коалицијски партнер, па и вие како членка на тој сојуз, сметате на Донтовиот модел како услов дека без разлика што сега наводно има голема разлика меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, дека Донтовиот модел ќе овозможи... Ние не сметаме таков е законот, Љубише. Дека големите партии ги собираат гласовите... Таков е законот, таков е изборниот модел. И Донтовата формула е таа која што се применува во делот на распределба на мандати во собранието. Како големите ги собираат гласовите на малите? Па во овој дел, или сега, ако сакате, во овој изборен процес, само идеологијата и целта. Целта не е Европската унија. Да покажеме на граѓаните дека има и некои други, освен оваа хистерија која што ВМРО-ДПМН се обидува да шири меѓу граѓаните, дека ќе го изгубиме идентитетот, дека ако бугарите ги внесеме во уставот, јазикот ќе ни исчезне. Тоа видовте дека се тоа беше хистерија. Значи, овој пат имаме цел. Како никогаш до сега граѓаните ќе треба да се одлучат. Дали се за Европска Македонија или за Македонија на маргините, која што ќе биде оставена на маргините. Господин Емисовски, вие сте искусен политичар, долго време сте на политичката сцена и како пратеник и сега како лидер на НСДП и како потпредседател на собранието, ги знаете односите на силите меѓу политичките партии, ги знаете самите лидери на политичките партии на кои колку може да му се верува. Сега има две дилеми кои што во јавниот дискурс се водат, дека и ако победи Европскиот сојуз, дека сепак тешко ќе се постигне условот за промена на уставот и внесување на бугарите, но други пак велат дека дури ВМРО ДПМН да ја освои власта, дека ќе го промени ставот и дека ќе дојде ќе прифати уставни измени. Вашето прашање е премногу хипотетички поставено, но јас ќе направам мала корекција. Не ако победи, него ќе победи. И ви кажав зошто ќе победи. И ако сакате од аспект на целта која што имаме, и од аспект на... Нека и така. И од аспект на, рековме дека се работи за една математичка операција. Нека и така, но двотретинско мнозинство не би имале. Ајде да не преюдицираме, да видиме што ќе се случи прво на изборите. А еве јас предвидувам дека поприлично ќе биде голема разликата помеѓу Европскиот сојуз и коалицијата од 3 до 4 коалициони партнери предводени од ВМРО-ДПМН. А верувате ли дека... Јас тврдам, јас го говорел тоа многу пати. Јас кога говорам за политиките на ВМРО-ДПМН, говорам за дел од раководството. Тоа не значи дека во ВМРО-ДПМН нема луѓе, нема еве да речеме, или како сакате, од извршниот комитет, членство, функционери, еве да бидам попрецизен, функционери во ВМРО-ДПМН, па и во сегашното раководство кои што не го посакуваат европскиот пат или европската иднина на држава. Така да се е можно. Дали сакате да кажете дека ако победи Европскиот сојуз, ВМРО-ДПМН не формира влада,
дека може да дојде до смена на врвот во ДВМР, ДПМН и да дојдат сили кои што ќе ја прифатат. Јас не сакам да предвидам што би се случило во друга политичка партија. Бидејќи самиот мислам дека би било некоректно од моја страна. Дека Тоа е ваша забелешка, може да биде така, може да не биде така, не знам, но едноставно не сакам да коментирам што би се случувало во друга политичка партија. Може да говорам за мојата политичка партија, но еве не ја исклучувам и таа можност. Новата влада, новото парламентарно мнозинство во првите 6 месеци ќе го промени уставот, ќе ги метне во бугарите во уставот, она што е последната одредница, гледате што пише во параграф. Извештаите од скринингот. Апсолутно сме позитивно оценети. Постои документ на хартија каде што вели дека Република Северна Македонија успешно го помина скринингот. Останува уште последниот услов, да ги метнеме бугарите во уставот. Ова е преоптимистичка изјава. Дека ќе дојде до тоа, бидејќи верувам... Ќе ме викнете во студиото после 6 месеци од како ќе се формира новата влада, ќе разговараме. Какво е расположението? Сами рековте на почетокот дека има неопределени гласачи или не се изјаснуваат. Сега има разлика меѓу не се изјаснуваат и неопределени. Дали ќе бидат мотивирани сите граѓани да излезат и дали од излезноста зависи и резултатот на изборите? Дали што поголема излезност е добра за вас или не? Точно е, повеќе од 40% на сите анкети кои што ги прават и едната и другата страна се појавуваат тие 40% на неопределени, но на прашањето дали го поддржувате патот на Република Северна Македонија кон Европската унија, повеќе од 78% се изјаснува дека да, очекува дека нашата држава многу брзо ќе ги отвори други поглавјата кои што ни се услов и ќе дојдеме во ситуација да она што господјата фон дер Лајн постојано го најавуваше и од Брисел и тука кога доаѓаше во Скопје дека имаме историска шанса 2030 година нашата држава да биде полноправна членка на Европската унија. Значи не очекува многу работа, фаст тракинг на усогласување на европските закони, имаме нов деловник во кој што со консензус го донесовме заедно, каде што Филип Бастерникот ќе го оставиме сега во мирување, барем да влезот на нашата држава во Европската унија, говорам како полноправна членка во Европската унија, ќе ги носиме многу брзо законите и ќе ги исполниме сите услови во делот на усогласување на европското законодавство, иако во скринингот добивме и текако позитивна оцена, така да за мене апсолутно најавата на фон дер Лајн дека 2030 година Република Северна Македонија е полноправна членка на Европската унија е нешто што може да се исполни. НСДП е традиционално партнер на СДСМ и оваа коалиција базична. Каков е односот на другите партии, на ДОМ, да речеме, на другите, бидејќи гледаме дека ДС на Павле Трајанов влегува па излегува и постојано сака да биде со власта, но ЛДП и ДОМ дали се исто така решени да бидат? Јас сум задоволен како функционираме во коалицијата, но бидејќи постојано господинот Трајанов не критикува, некакви политички теми ги става на маса во смисла на тоа дека имаме некаква идеолошка разлика во делот на нашите заложби за промена на уставот и вметнувањето на бугарите во уставот. Еве за прв пат ќе кажам, бидејќи постојано не критикува, господинот Павле Трајанов и неговата политичка партија ја напушти оваа коалиција само заради нерешени кадровски прашања. Еве тоа одговорно ви го тврдам, прв пат го кажувам. Бидејќи постојано не критикува, се повикува на некаква идеологија, политички одлуки, ама тврдам дека е заради кадровски прашања. Нема да кажам заради кој, едно единствено, но присуствував на една средба каде што тоа беше ставено на маса. Кога се одлучуваше дали парламентарното мнозинство ќе го поддржи францускиот предлог, така наречен француски предлог, кој што потоа стана и предлог на сите земји, 27 земји членки на Европската унија. За министерско место беше или за министерско? Не, кадровско решение. Директорско место? Кадровско решение. Тоа е широк поим, кадровско решение. Еве, викнете го во студиото, пренесете ова што јас сега го кажав,
Нека се изјасни и нека ми каже дека не сум бил во право. Ние ги следиме сите изјави па и на Павле Трајанов. Гледам дека и сега при формирањето на техничката влада имаше забелешки за пропорционална застапеност, дека не се тие присутни таму и веројатно најважно му е понекогаш и кадровските решенија. Па не велам дека не е најважно, но наместо идеологијата битни се тие. Но проблемот беше токму тој, кадровско решение. Едно кадровско решение. За крај, како ги оценувате овие движења на албанската политичка сцена, бидејќи и вашиот коалицијски партнер ДУИ и Алијанса, но и опозицијата често пати престојуваат во Приштина и се договарат со Албин Курти. Очигледно постои една мала диспропорција во ставот на ДУИ кон Албин Курти и кон опозицијскиот дел од албанските партии. Гледам изјавите се малку противречни и таму се радикализираат. Тоа може да биде внатрешно интраетничко прашање кај албанците, но може да биде и регионално, ако Албин Курти на некој начин сака да партиципира во изборниот процес. Иако еднаш кај рече да, па не, па се не знаеме до каде. Знаете како влегуваме во предизборен процес, каде што веројатно ќе се нагледаме се и се што, но во принцип како човек кој што се занимава долги години со политика, мислам дека апсолутно е легитимно секој кој што се занимава со политика да има средба со било кој. И тоа не е забрането со уставот, ниту со по некаков закон. Она што нас не обврзува да ги почитуваме законите, да си го почитуваме уставот, мешање од други држави во делот, ако преюдициравте на желбата на господинот Курти да учествува тука со политички субјекти или кадри од неговата партија, тоа е невозможно. Мислам дека он и го потврди на една од неговите пресконференции, дека апсолутно ниту има намера, ниту пак ќе се меша. Секоја средба ја сметам за нормал и треба да има, но знам дека убеден сум по изјавите кои што и господинот Таравари и сите челници од партијата Алијанса за албанците ја промовираат во јавноста дека тие апсолутно го поддржуваат европскиот пат на Република Северна Македонија. Средби имало и ќе има. Апсолутно мене тоа не ми пречи. Се договори се ли за претседателскиот кандидат? Па јас колку што имам информација во текот на вчерашниот ден во Социјалдемократскиот сојуз како најголема политичка партија во парламентарното мнозинство заврши процедурата околу предлагањето на можни кандидати за претседател на државата, вклучително и за можни кандидати за престојните парламентарни избори. Веројатно анкетите ќе ги анализираат овие денови. Мислам дека ако не грешам пред крајот на месец февруари ќе имаат закажано и конгрес, така да многу брзо ќе се знае претседателскиот кандидат. Во вашата партија изборните листи направени се? Кај мене во Нова социјалдемократска партија веќе ја отпочнаме процедурата. Сега на следниот централен одбор ќе го донесеме правилникот за кандидирање на можни кандидати за пратеници и исто така планирам да процесот го завршиме пред крај на февруари. Во преговорите со СДСМ на колку пратеника инсистирате? Ние имавме една средба пред 2 месеци со коалиционите партнери, но таму не преговаравме конкретно за позиции, туку разговаравме околу ова за кое што сега јас и вие говоревме, околу формирањето на Европскиот сојуз, поддршка на единствен кандидат за претседател на престојните претседателски избори. Тука постигнавме консензус практично целата коалиција. Во делот на позиционирањето на НСДП на пратеничките листи, тоа како процес ќе го отвориме заедно со другите коалициони партнери. Мислам дека се уште е рано. Тоа ќе оправите сите или секој тет-а-тет посебно ќе? Посебно, секогаш така било тет-а-тет, да. Не, затоа што прашувам што и на крајот верификацијата ќе биде на конгрес на СДСМ. Да, штета на една партија може да добие друга. Љубише, комбинаторики има секакви, но јас сум задоволен од она како до сега функционираме. Нова социјалдемократска партија во изминатиот период се докажа и покажа дека е лојален коалиционен партнер, дека знаеме да се справуваме со најголемите предизвици во државата, учествуваме во сите важни процеси. Пред малку и вие констатиравте дека ете и јас како пратеник од Нова социјалдемократска партија и како потпредседател на собранието практично учествував во сите клучни носењето на сите клучни одлуки во собранието. Мојата колешка Сонја Мираковска е води една од најважните комисии, тоа е Комисијата за политички систем, го води Мешовитиот комитет, потпредседател на Националниот совет за евроинтеграција, така да ние сме и како
вклучени во она се што се вели функционирање. И тука сакам и да го заклучам оваа тема. Апсолутно сум задоволен онака како сме позиционирани како политичка партија. И само уште едно прашање на крај. Кога прашав за функционирањето на перманентна коалиција за која говориме, на НСДП, Либерална дом и СДСМ и ВМРО-НП и не знам кој се влегува во таа широка коалиција, најчесто се говори дали е тоа пласирано од ВМРО-ДПМН или и самите новинари ја отвараат како тема, се покажува дека некои сметаат дека таква широка коалиција е добра за европскиот пат, но дека не е добра за самата СДСМ или за вашата коалиција на македонските оддел од партиите, бидејќи ќе ви го намали значењето и дека има членови од македонските партии кои што не се сложуваат заедно да идат на листи со албанските, но дека и кај албанците може да е проблем да се коалицира со. Ако имаме договор дека ќе градиме општество на еднакви граѓани или граѓански концепт кој што ќе го промовираме преку листи за кои што ќе имаме сите една единствена цел, а тоа е европскиот пат на Република Северна Македонија. И мислам дека Љубиша треба да престанеме повеќе, сепак живееме во 21. век, да се делиме кој е македонец, кој е албанец, кој е турчин, кој е влав, кој е србин. Или имаме квалитетни кадри кои што ќе ја повлечат државата напред, или имаме враќање кон минатото, или тоа што сега ВМРО-ДПМН го прави, едно ширење на отворена сцена на албанофобија, и гледате ставовите околу изборот на Талат Џафери, особено ботовите кои што се организирани од страна на штабот на ВМРО-ДПМН. Практично затоа говорев пред малку за дел од раководството на ВМРО-ДПМН на чело со председателот Кристијан Мицковски. Имам чувство дека враќаат и партијата и обидот државата да вратат во едни други времиња кога нели ќе се сечеа ноктите, канџите и така натаму. Мислам дека тоа не е добар пристап. ВМРО-ДПМН мора да се реформира. И мислам дека тој процес се случува полека. Иако можеби не го гледаат сите. Кога го сменивме уставното име, се сеќавате на хистеријата која што ја ширеа во јавноста. Никогаш Северна, само Македонија. Ги тераа луѓето да се тетовираат. Да сега дојдовме во една ситуација каде што се обраќаат до председателот на собранието како председател на собранието на Република Северна Македонија. Па дури предлозите за нивните министри се до мандатарот на Република Северна Македонија. Значи тоа како проблем го абсолвира, но направија штета во државата. Таа ширењето на албанофобијата и омразата во државата мора да престане. И тоа ВМРО-ДПМН треба апсолутно да го абсолвира. Тоа не е добра политика. Сега во овој момент мора да се одлучи европскиот пат, прозападната демократија, европската идеологија. Носењето на Европа во Република Северна Македонија. Само така може да одиме напред. Благодарам што бевте гостин во утинската програма на Слободен печат. Горан Мисовски, подпредседател на собранието и лидер на НСДП, верува дека широкиот фронт за Европа ќе победи на овие избори. Одиме понатаму со останатите содржини.